Него професорот Далибор Јовановски бил прв од оправдани причини. Тој е професор на Институтот за историја на нашиот факултет и има еден многу интересен настав, не знаеме како ќе презентира и како стави ќе ни пасира, се вика балканизација, инвенција или несоодветна употреба на термин. Што, добро, те надавно има да почнеш од Марија Тодорова, ама не е битно. И да почнеш од Марија Тодорова, ова е стварно многу интересно и многу актуелно пишење. Да. Сите не погодува, така бидејќи Така. не се осеќам, извини да легам, не се чувствуваме сите како балканци, но етикетата ја носиме и ја носиме секогаш. Да. Не знам дали е тоа комплимент или клетва. Да, добро, Марија, се прво да ги поздравам присутните. Колку толку се наполни салата. Сакам да ви се извинам што направив мала збрка, меѓутоа имаме друга обврска и затоа ќе настапам и ќе отидам на една друга конференција. Така се случи да се измешаат нештата. Пошто си згоден, може ли маската да ја тргнеш дека збајата? Овака дури само заради тебе вака ќе направам и така, иначе здрав код Шолиш ме вика. Марија Тодорова тоа што го напиша за Балканот во суштина беше еден одговор на тоа како Западот не гледа. Се обиде да даде една теорија дека во суштина не е тоа така. Јас секогаш на студентите викам живееме во најубавиот регион. Со јака културна традиција, со јака гастрономска традиција, со премногу природни убавини. Меѓутоа, Западот измисли еден термин, намерно говорам Западот, бидејќи русите многу малку употребуваат терминот балканизација. Како настанува, зошто настанува тој термин? Има различни мислења, дали настанува за време на Првата светска војна, или употребен од страна на австро-унгарците и германците кои дошла во регионот. Говорам за научниците, бидејќи секоја армија во секоја војна со себе носат научници, кои што се бават со тоа што од интерес на соодветната држава. Или пак измислен после Првата светска војна. И прв пат една дефиниција дава Мауер, британец, во една негова книга Балканизирана Европа, која што се однесува не само за Балканот, туку и за создавањето на новите држави во Источна Европа како резултат на крајот на Првата светска војна и распадот на две од три империи. Значи распадот на Руската империја и распадот на Австро-унгарската империја. И сега тој вика што е балканизација. Тој вика создавање на регион каде што безнадежно се измешани нациите или пак вика мешавина на мали држави кои што имаат повеќе или помалку заостанато население, се смета тука културолошки пред се, економски вика и финансиски се слаби, завидливи, интригантни, исплашени и она што е многу важно, за кој ќе се употребува видна терминот балканизација, вика тие се секогаш плен на махинациите на големите сили. Бидејќи големите сили ги создаваа балканските држави, ги нацртаа границите, дојдоа во конфликт со подосна брзо растечките балкански национализми. Знаеме на Балканот дека многу тешки војни имало, не само балканските војни и потоа. И цело време почнува да употребуваат терминот балканизација во светот за нешта кои што прикажуваат, да кажеме, проблематични ситуации. Па, например, кај Голдсворти ќе сретнеш дека се балканизира Америка, се балканизира Велика Британија. И доаѓаме до прашањето што е тоа ако некој се балканизира, зошто се употребува тоа.
Најчесто авторите кои го употребуваат терминот балканизација, затоа и реков лоша интерпретација, го употребуваат за нешто што е лошо. Ако има некаде проблем во социјалната сфера во некоја држава, ако дојде до некоја расцепканост, судири меѓу разни категории на население, веднаш се употребуваат терминот балканизација. Веднаш. Зошто? Затоа што овие заостанативе, како што Мауер тоа го опишува, направиле нешто за целиот свет да се исплаши и да го употребува тој термин. Ја бев изненаден од американски автори кои што говорат за балканизација на расните случаи во американските судови. Со конкретни примери. Ја бев во шок кога го читав тоа и објаснува зашто го употребува тој термин. Заради тоа што се создава некаков проблем. Или балканизација на образованието во Малезија. Добро, Малезија и Југославија, например, нели беа во она движење на неврзани моќна Југославија која беше, меѓутоа зошто балканизација? Се сеќавате на времето овие што сме над 40 години, кога имаше граѓанска војна во Ливан, кога ќе настанеше некој проблем, не се говореше за балканизација, се говореше за либанизација. Ако ќе го видите, кога ќе видите дефиницијата, мали расцепкани групи кои што се судираат меѓу себе, алчни или со други, и она што е жртва на големите сили. Меѓутоа и тој термин либанизација полека започна да се заборава. Зошто? Затоа што либанците више нема што да прават, решија да направат каква таква нефункционална држава и во моментот кога во Ливан се смируваше состојбата, се распадна Југославија и повторно се јави терминот балканизација. Меѓутоа, од 1945 до 1990 многу малку западњаците го употребуваат терминот балканизација. Зошто? Затоа што регионот колку толку беше мирен, немаше некои судири и постоеше една федерација која што без разлика на се беше релативно моќна од воен аспект, економски, културен, политички не толку, и сите заборавија на балканизацијата. Али мислевме сите дека заборавиле. Токму најголемите сојузници на таа поранешна федерација, на поранешна Југославија, африканските лидери, како Крумах или Џулиус Њерере, сите знаеме Џулиус Њерере како плачеше на погребот на Тито, го употребуваат терминот балканизација на Африка. Значи, ние знаеме како размислуваме за африканците, тоа е под влијание на друг ментален склоп кој што ни беше наметнат, тиги племени и така натаму. Но африканците викаат балканизација на Африка. И Кваме Нкрумah вика, што е тоа балканизација на Африка? Тоа е, вика, расцепканоста на Африка. Бидејќи границите на африканските земји се повлечени од бившите колонијални земји, од колонијални сили, и гледаме ден денес дека им прават проблеми. Скоро исти племени, исти народи живеат од двете страни на границата и се во некаков перманентен суди. Во последно време доаѓаме во оној верски суди. Тоа се однесува за Западна Африка. За Источна Африка, Њерере, кој што е председател на Танзанија, голем пријател на поранешниот југословенски доживотен председател, исто го употребува тој термин. Зошто? Затоа што смета дека во Источна Африка границите се поставени од страна на силите и тие ќе предизвикаат проблеми, што до некаде се покажа како точно, бидејќи имаше разни војни суди. Втора работа, зошто
и го потребуваат терминот балканизација. Заради тоа што не само границите, него народите меѓу себе почнуваат да не се разбираат заради колонијалното наследство. Ние воопшто не знаевме дека нашите тогашни африкански сојузници го употребуваат терминот балканизација за да покажат дека Африка е неправедно расцепкана така каква што е. Но доаѓа до новата состојба во поранешна Југославија 1991 година и повторно се враќа во игра терминот балканизација. Повторно се враќа и особено се активни, да кажеме, од членките на поранешната Европска економска заедница, односно Европската унија, и ќе сретнете многу статии, па дури книги, каде што се говори за балканизација на Европа. Значи, тие не мислат само балканизација на нивните општества, туку пред се удира 92-та, 3-та, 4-та на балканизација на нивната надворешна политика. Затоа што тие не биле единствени по ставот што да се прави со Југославија, односно со новонастанатата состојба. И гледате колку е ова лоша употреба на терминот балканизација. Воред тие што се расправаат меѓу себе, Германија ќе подржи Хрватска, Словенија, Франција, Србија, секој си го има тој интерес и тоа беше и очекувано. Меѓутоа, еден нивен играч во регионот, Грција, зарем тие не прават балканизација на политиката во однос на нас. Но за Грција многу ретко ќе сретнете дека и таму, односно нивната политика или било што, врши некаква балканизација. Единствен термин за позитивна балканизација што го сретнав од Јозеф Кошак од 1944 година пишува статија за погрешното разбирање на Источна Европа. Тоа е пред крајот на Втората светска војна, каде што веќе стана јасно дека некои источноевропски држави има шанса да потпаднат под советско влијание. Значи тогаш имаше шанса, следната година тие беа не само што потпаднаа под советско влијание, туку им беше и наметнат еден режим. Но зошто вика балканизацијата не е вика толку негативна? Вика точно е вика дека доведува до расцепканост. Но сите во Источна Европа, тука пред се мисли на Полска, до некаде и на Унгарија, сите вика преку нивната борба, балканска борба, жестока борба, си ги возобновија државите. Значи, од 1000 употреби на терминот балканизација, не тврдам дека само овој го имам сретнато, сите се негативни, сите се во негативна конотација. И сега да се надоврзам на тоа што го кажа Бети и како го започна. Значи Марија Тодорова се обиде да даде одговор дека терминот балканизација настана во еден момент заради политичка употреба и на почетокот таа книга многу добро одеше на запад, но како што си праѓаше времето и политичките интереси, така таа книга полека ја заборава. Ви благодарам на вниманието. Сега морам да ти кажам нешто, ова не ми се уклучува тука. Добро. Прво, дали знаеш како ти е право име? Ја мислам тоа што ми е дали го. Иначе Здравко Чулич? Не, Захарија Чулич. Захарија Чулич, добро. Ти тоа време, пошто дали беше модерно Горан Зоран, он се применува Здравко Чулич. Значи, Здравко Чулич, ја не знам дека ти го хубаво предаш. Вака мислам дека си ослободен од оно што може да е моја, не знам,
погрешна перцепција на историчарите да оправдуваат, не знам, па да оправдуваат оправдање, па да оправдуваат оправдање на оправдање, така? Сам дека ова фино го спомна, јас сложувам со што кажа, спомна авторитет сум, али ми се допадна твојата презентација и затоа секи те пуштам да се учиш. Хвала. Хвала. Шефицата на тоа е добро. Благодариме за учеството на професорот Далибор, мислам дека беше ова интересно, беше тамам дозирано и по содржина и по време и по тоа. Битно е мене да не ме разочара. Мислам дека тоа е многу битна ствар, гледане си заборавиш нешто и успешно успешен настап на следната конференција каде идеја. Ајде, пријатно. Сега имаме еден гостин од Бугарија, имаме еден гостин од Скопје, не знам сега кој од вас двајцата ќе презентира, се едно, вашата презентација е заедничка. Вип гостинот ќе презентира. Значи јас веќе ги представив, но уште еднаш да ги кажам, Јанко Христов од Југозападен универзитет Неофит Рилски во Благоевград и професорот Александар Атанасовски. Исто така има една интересна тема што се однесува на малце поран хронолошки период, во секој случај одиме што Далибор го. Али мислам дека Далибор фино отвори ова со балканизацијата, за да знаеме кои сме без нас. И нашите вечити оние комплекси и фрустрации се должат мислам на таа категорија, што ние потекнуваме од стари империи. Значи, ја вака сега причам као вицова, ти не слушаш. Да излезе од... Не можеш да излезеш, обаче нема да слушаш. Значи, ја вака викам, од античка империја стигнавме до Псевдо. И балканизацијата е тива. Али сега идеме во едно време што е многу по-елитно, многу по-дворско, многу по-екзотично, многу по... На сите нас многу драго. Многу по-византијско. Многу добро, ние Византија нешто научивме, значи вашата презентација се вика историјата и низиното влијание врз развојот на византиската државна идеологија. Прво искам да благодаря на абсолютно всички, че чували се. Окей, толкова. Първо искам да благодаря на абсолютно всички, че успяха да дойдат за тази ранна сесия в толкова натоварена програма с доклади и разбира се специална благодарност на тези, които организираха прекрасната конференция. Може да се посочат, разбира се, по име за чудесното топло посрещане, уважаемата председателка на секцията. Разбира се също и професор Весевски. Моля, пак заповядайте. Как така да не се опита човек да присъства въпреки всичките големи ограничения? Ние отдавна се опитваме да работиме заедно по някои теми с професор Атанасовски и не само с професор Атанасовски. Някак си при византинистиката е по-лесно да не се делиме на граници, доколко става дума за една голяма световна, може би не само като територия, а доста повече и като културно влияние империя, и това ни облегчава в нашата работа. За иначе така до някъде претенциозното заглавие на доклада, ще се опитам да дам заедно, а вследствие ще се включи и професор Атанасовски, няколко кратки акцента за употребата, преупотребата, а даже може спокойно да кажа в тази среда и изнасилването на историята в Византия. Прекаленото включване на познанието или това, което трябва да остане като познание за историята в влиянието на идеологията на държавата. Подобна специфика, подобна характеристика на държавната идеология не може да се счита за нещо много изненадващо, особено ако се вземе предвид, че римското минало, римското имперско минало и елинистическите традиции в Византия са считани като част от собственото минало, къде с основание, къде не винаги с основание, но винаги са преупотребявани периодично,
ако не във всяка една генерация, често пъти, особено при смяна на династии. Подобна такава сложна особеност, аз лично вярвам, че може да се обяснява и с прости думи, т.е. не е нужно за сложните неща задължително да се говори сложно. Друг е въпросът дали често за сложно нещо, като го обясняваш, просто можеш да го обясняваш и накратко, това вече е голямо изпитание. То може би точно затова няма да се спирам изобщо на цялото развитие на държавната идеология в Византия, понеже това е тема за работа за цял институт, не за един или за двама души. Ще се фокусираме, ще се насочим към няколко кратки момента от историческото познание и писането на история в времето на император Константин VII. Ние му викаме Багренородни, тук знам, че е по-известен като Порфирогенит. Сега и по негово време, и по времето на баща му се счита, че това е върха на възможно най-високото развитие, чисто в идеологически план на идеята за византийска държавност през средновизантийския период, трябва да кажем, и на нейното обосноваване през исторически примери. Самият баща на Константин VII, Порфирогенит, император Лъв VI, мисля ви, Мъдри му викате, да, Мъдри. Не случайно е хвален като Мъдри заради неговата разностранна книжовна дейност и високо образование. Сина му Константин VII не е славен като Мъдри, но има много отношения, в които той реално спокойно можем да кажем, че надминава баща си като творческа дейност. Тук даже не е нужно да припомняме всичките му произведения. Те са и в областта на законотворчеството, и в областта на литературните творби, и разбира се, особено популярните трактати за управление на държавата. В едно нещо със сигурност Константин VII надминава баща си и това е усилията в употребата и в експонирането в тая чуждица странска дума, в представянето на историческото минало и възможността да се извлекат ползи от начина, по който се представя. Тоест в исторически план Константин VII, ако трябва да бъдем честни, реално надминава своя баща и го доизгражда в този аспект по отношение на писането на история. Ще се опитвам да съм възможно най-близо до текста, за да не се разтеглям излишно във времето. Няколко са наративите, няколко са историческите съчинения, на които може специално да се обръща внимание от различни страни. Разбира се, първото, за което трябва да споменем, е историята на Йосиф Генезий, 4-те първи части на така наречения, тукашно мисля, че се вика продължител на Теофан, или Теофанес континент. Продължавач на Теофан и историческите ексерпти. Всички тия споменати текстове, във всички тях може да се намерят пасажи, в които директно се описва как Константин VII е поръчал да се изпълни въпросния текст и как му се славят неговите интелектуални възможности и как се слави неговите държавотворчески възможности и се дават и исторически примери, защо той е много добър и е на върха на някаква постоянна верига от развитие в добри личности, които застават на императорския престол след определен период, за който също ще стане дума. Всъщност, подобно усилие на така наречените първи представители от македонската династия на Византийския престол се дължи до голема степен и на необходимостта, особено при времето на Константин VII, да се върне усещането за това, коя е законната линия на престола, доколкото самия Константин VII за 24 години е засенчен от един друг узурпатор. Става дума за императора Роман Лакапин и неговите синове, макар че синовете се оказват, че що децата може да ти направят, друг никой не може да ти го направи.
Подобни усилия в Подобни усилия в областта на историографията, сега тук искам да отворя една скоба, не знам на македонски скоба ли, една скоба Скоба, не знам какво е. Едно уточнение да направя. Историография в византийския смисъл на термина, не в съвременния смисъл. Усилията в областта на историографията на император Константин VII, както споменах, могат да се видят в различни части от тези дадени под комисион да се пишат исторически съчинения. Специално за историческите ексерпти трябва да кажем, че малко познаваме, защото малко е запазено от това съчинение. Части от това, което не е запазено, го познаваме по така cross-references, не знам как е позовавания от други автори. В съвременната наука, в съвременната византинистика, въпросните исторически ексерпти се ценят не толкова заради самата им стойност на предаване на познание за миналото, а по-скоро като информация за нещо, което вече е загубено и имаме груба представа какво е било. Много по-ясни са следите, мисля, че са следите от употребата на познанието за миналото и влиянието му върху държавната идеология в текстовете на Генези и особено в текста на продължавача на Теофан. Избора специално на Генези до някъде се оказва неуспешен, поне от гледна точка на Константин VII, може би защото той автор е бил доволно мек към императорите преди Македонската династия или може би не е казал неща, които е искал да чуе със сигурност или да види и прочете император Константин VII, което пък е и причина да се появят първите 4 книги от продължавача на Теофан. Там нещата са коригирани. Това, което Генези не може да постигне, авторите или групата автори оставали са анонимни, от съставителите на първите 4 книги на продължителя на Теофан, го постигат, казват го по коректен или по този начин, по който император Константин VII е искал да го чуе. Самият император Константин VII преко, лично и даже както твърди в текста, в уводните части на 5-та книга от продължителя на Теофан, така нареченото Вита Василий или житието на император Василий, лично казва, че е автор на тази книга. Има теории дали е автор или само си дописва някои неща. Това вече е съвременен спор, не е нужно ако трябва ще влезем в детайли, но конкретно за ролята на реаранжирането на познанието за миналото и лекото напасване на фактите или така начина, по който се разказва, не е толкова важно. Защо обаче трябва да се продължава Теофан? Има един интересен момент. Освен, че си донаписва сериозна дълга генеалогия по бащина линия, която достига до аршакидите в Армения, до император Константин I Велики, до Александър Велики. На Константин VII явно не му е липсвала скромност и умения не са му липсвали, направил го е добре. По майчина линия си приписва, че произхожда от семейството на Теофан Изповедник. Така вкарва вътре в семейството и представителния хронографски труд на византийската историопис. И това вкарване вътре в семейството му позволява някакси да сложи личен отпечатък, семейен отпечатък върху този труд и по тая причина и да каже продължавам Теофан, т.е. продължавам си дейността на собственото ми семейство. От друга страна, трябва да забравяме, че Константин VII
дете от четвъртия брак, доколко изобщо се признава четвъртия брак, т.е. на неговия баща Лъв VI, некак си не му е вървело с жените на този човек. се самоумирали рано, нали? Самоумирали или са ги умирали? Не, в интерес на истината трудно се е живело с него, нали? Не се е старал много да му умират, нали, така, друг да ги умира, те самички, нали, така. Самички са умирали. Дето му били любовници, Всичко е да. Вчера как го бяха? Пикенуете супер е. Той четвърти брак е много, днес не е толкова важно от съвременна гледна точка колко ще са браковете и дали изобщо ще има бракове, но ние говорим за една епоха, в която легитимността, особено на императорската власт, е много важна. И то е вкарването на Теофан, изповедник в предците на Константин VII по майчина линия, добавя допълнителна законност именно на четвъртия брак, т.е. на произхода по майчина линия, който е силно уязвим заради това, че се води, че той реално може да го считат за незаконен син, за извънбрачен син. Примерите специално в продължителя на Теофан и особено в житието на Василий могат да бъдат много. По начина, по който е представен ролята на император Василий I като покръстител на сърби и хървати. По начина, по който с неговите усилия се припоява отново по-здраво, се обвързва Далмация и далматинските градове отново за империята. Контактите с Запад и особено ролята му в решаване на споровете с папския Рим. Всички тия неща са представени в една такава илюстрирана много официална версия и ние, ако не беха запазени други текстове, нямаше да имаме никаква представа дали това не е подредено специално, за да отговаря на държавната идеология. Силните страни ги виждаме по този начин през текстовете на така наречената промакедонска хронистика, която лично е надзиравана и понякога и лично участвана в съставянето им на тия текстове, както стана дума. Но от групата хроники, които са анти на македонската династия, се виждат и известни празноти в тия силни страни. Разбира се, доколко всички тия пък анти на династията моменти са верни, също е въпрос на дискусия, понекога и до лична нагласа на определения византолог, коя версия ще иска да приеме за меродавна. Примерите отново могат да се дадат именно и с покръстителските инициативи в Юго-Источна Европа, колкото и да е странно, за едни и същи събития версията е различна. И с законотворческите дейности, но конкретно до най-уязвимото звено от така владетелската линия на династията на македонските императори е точно възкачването на император Василий на престол. В официалната хронистика е представено като Божие провидение, като нещо, което изпълнява Божията воля за върховно развитие и за най-добър просперитет на самата империя. Групата хроники от така наречени хроники от групата на Симеон Логотет представят едни малко по-различни версии, включват ролята акцентират на ролята на император Василий I в убийството на неговия предшественик, добавят някои много пикантни моменти в отношенията между него, бившата любовница на император Михаил III, Евдокия Ингерина, в една много свободна, така, в интимни отношения, многоъгълна връзка, защото не може и да им сметнем колко са по едно време участниците. Само участници или участнички? И участници. Иначе специално се добавя, че по едно време има и само участници. Да не си помислите, че нали, са се лишили от възможността да изключат участничките. Имало е включвания, имало е изключвания, така го представят хрониките от групата на Логотет. Обяснява даже, че самия император Лъв VI не е
истински син на Василий II, а всъщност е син на Михаил III, т.е. Аморейската династия продължава и през... при толкова включвания и изключвания може да се случат такива работи. Всичко се случва. Така че нуждата от подобна официална версия при циркулирането на всякакви такива коментари, особено на обвиненията в убийство, в непристойно поведение, в липса на държавническа политика, което много лесно може да се види при загубата, да кажем, на Сиракуза, окупацията и падането на град Сиракуза и окупацията на Сицилия от арабите, което трябва да признаем е по-продължителен процес и той не започва по времето на Василий I. Но тогава завършва, тогава е заплашена и Адриатика, тогава е заплашена и южноиталийските владения на империята. Така че това е голям проблем за самата империя и за ролята и за претенции за универсалност, доколко се губи връзката с Стария Рим. Да не говорим за преката заплаха. Включително и така наречените чисто ктиторски дейности на Василий I са представени като ограбване на частни домове и на обществени сгради, за да може неговите строежи да намерят материал и украса, за да изглеждат представител. Подобна нужда от чисто официална версия в цялата тази така нарисувана до некъде и пикантна картина е особено необходима, а за самия Константин VII е било и много потребно неговата версия за историята да е тази, която трябва да остане за бъдните поколения. Мисля, че до тук нещата са достатъчно така интересни и мисля, че създадоха и известна представа. Допълнителни подробности винаги може в процеса на дискусия. Благодаря за внимание. Браво, Янко. От Юго-Западен университет. Неопитриотски. Нас не направя сирене, не направя, така че все ова ме е интересно. Одлично беше, презентација одлично беше. Живописна таман колку што требаше, без претерувања. Јас историјата не ја сваќам како прераскажување. Прераскажувањата сваќаат во литература. А историјата ја сваќам како критика на нешто било за да не се повтори. Или како одобрување на нешто било добро за да се повтори. Така јас се сваќам, нели да сум некој авторитет. Така што ова беше еден критички приод кон тоа време и кон тие авторитети. И кон учасниците и учасничките. Така што беше одлично и јас би го замолила Јанко, да нема ништо против, до 15 октомври да го предаде овој труд, бидејќи стварно се случува да се најде во зборникот, што беше за мене многу интересно како византолога, претпоставувам и за другите, зашто имаше многу, како се кажа, зачини, што обично во историјата ја ретко ги нема. А ова беше таму добро зачинето и стварно ти благодарам Јанко и се надам дека пак ќе ме посетиш. Покушо разбрам. Ама нас не пуштате вие без онако. Така што тоа ќе видиме. Добро, не, стварно, јас сега те запознав и само прв пат те гледам дека си стварно си многу пикторесен и стварно би сакала кој да е уредник сега на тој зборник, не знаеме, стварно би сакала овој ваш труд да се најде во ова крајниот рок е 15 октомври, за тоа замолувам. Други готов само Добро, окей, уште подобро. И сега јас да се најдам сама себе, најдобро би било, најдобро се познавам. Мислам, јас вака се убедав, пошто конференцијата се вика придонесот на хуманистичките и општествените науки, се убедав да спојам хуманистика и општествени науки. Односно да спојам нешто што до сега не сум го правила, ама и сега се убедав право, историја и уметност. Значи трудот, како што Далибор Јовановски го викаат Здравко Чолич, мене ме викаат Хенри Космин, така што трудот е напишен на англиски, сега ќе ми извините, така е на тој начин подготвен за печат. Значи, малце романтизиран насловот и намерно тоа го направив. Юститија субјектива е, знаете, субјективна правда.
тоа Македонија 30-40 години назад го имаме сите го знаеме. А кримина имагинатива асоцира на нешто што може да се случило, а може да не се случило како прекршок или како криминал. Во принцип, зборувам за правната страна на судскиот процес во кој што Христос се суди за што и да се суди, а не разбрав, стопат ги прочитав Евангелијата, не разбрав зашто ми суди. И како тоа се реплицира во уметничкото твориште. Само кај да стискам за промена? Може на стрелката, може и со далечинска. Чега, не можам со далечинска. На стрелка вака? Да. Добро, одлично. Долната или горната? Може надолу и лево десно исто. И сега може. Да. Чекай да пробам. Опс, добро. Еве сум јас. Значи, почитувани присутни и оние кои што не следите на Zoom платформата. By definition, justice refers to just behavior or treatment. In other words, a concern for just actions towards establishing peace and genuine respect for people. The concept of justice is based on numerous fields and many differing viewpoints and perspectives, including the concepts of moral correctness based on ethics, rationality, law, religion, equity, and fairness. Often, the general discussion on justice is divided into the realm of social justice as found in philosophy, theology, and religion, and procedural justice as found in the study and application of the common law. However, the concept of justice has been a different set of rules and regulations in different cultures and civilizations. If we look at the Bible, or to be more specific, the New Testament, we will find a very interesting perspective of what justice has looked like at the beginning of our era in Jewish territory under Roman government. Since the starring character of the New Testament is Jesus, who has been accused by the Jewish religious authorities and sentenced to death by the Roman governor, in this presentation, we'll be focusing on the justice done in the triple trial which preceded Jesus's execution. If one follows the information in the four Gospels, one becomes aware that Jewish religious authorities had been in conflict with Jesus for some time, but had done nothing other than challenge him in debate. His confrontation with the money changers in the temple was the actual trigger for escalation of the situation, and the high priests decided to act. While Jesus was surrounded by a crowd, this had been impossible. However, the swift, secret night arrest at Gethsemane gave them their best opportunity. The Jewish high priests mentioned by historical sources during Jesus' public ministry were Annas and Caiaphas. The first of them to judge was Annas, son of Seth, appointed by the Roman legate Quirinius as the first high priest of the newly formed Roman province of Judea in 6 AD. Since the examination before Annas was unproductive, he sent Jesus away to Caiaphas, the ruling high priest at the time of Jesus' ministry in the period between 18 and 36 AD. Caiaphas, who was a son-in-law of Annas, and thus under his strong influence, charged Jesus with blasphemy and sent him to Pontius Pilate, the Roman governor, for sentencing. As a high priest and chief religious authority in the land, Caiaphas had many important responsibilities, including controlling the temple treasury, managing the temple personnel, performing religious rituals, and serving as president of the Sanhedrin, the Jewish council and court. Since historians have pointed to his long tenure as high priest of 18 years in length, we might assume that he must have worked well with Roman authorities due to the fact that the Romans had to appoint the one in charge of all mentioned activities and confirm the choice of the leading religious representative of the Jews. Seeing Jesus as a threat to the existing religious order, he sent the culprit to Pilate to have the death sentence carried out. Christian accounts of the trial before Pilate suggest either that he played no direct role in the decision to execute Jesus and put the entire blame on Caiaphas,
or that he ordered the crucifixion with some reluctance or with a serious hesitation. In the end, the crucifixion of Jesus as a form of execution established that he was condemned as a violator of Roman and not of Jewish law. Both judges of the rabbi, Caiaphas and Pilate, were dismissed from office by Syrian governor Vitellius in 36 AD, according to Jewish historian Josephus. Some sources even suggest that the cause of their dismissal was the growing public unhappiness with their close cooperation. In 1990, Israeli archaeologists discovered an ossuary in a tomb located 3 kilometers south of Jerusalem. According to the written name on the receptacle, they have assumed that they might have found the bones of Caiaphas, the high priest. If so, archaeology has discovered the physical remnant of a person mentioned in the Holy Scripture. If I was an attorney at law, I would have been interested in issues which has related to the legal side of Jesus's conviction. First of all, why he was taken for interrogation to Annas' residence when at that time he was no longer occupying the position of high priest, given to Caiaphas by the Roman governor in the year of 18 AD. Second of all, why did Caiaphas accuse Jesus of blasphemy with a gesture of tearing his robes when the rabbi proclaimed himself as a son of man and not of God, according to the Gospel of Matthew? Third of all, why did Pontius Pilate hesitate to sentence Jesus to death when Caiaphas, according to the Gospel of John, has already predicted the fatal outcome of his mission? And last but not least, why did Pilate, although reproached by the high priests, wrote a title which read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews," and put it on the cross? Fortunately, my competencies belong to a totally different field of expertise, which is less aggressive than law and much more visually attractive as well. Therefore, the trials of Jesus by Annas, Caiaphas, and Pilate, illustrated within the Passion cycle a number of Byzantine churches in the territory of Macedonia, will be displayed in this presentation through the most representative examples of their picturesque iconography. If we take into account only those from the 14th century and apply the chronological method of iconographic evolution, the mini cycle of the trials in the church dedicated to St. George in Staro Negoricino will be the earliest one. This example discloses 3 genuine components of its painterly depiction. The first one, quite unexpected, is the mismatch of the titles as well as the arrangement of the depicted compositions, whereat the trial before Caiaphas, highly recognizable by the gesture of the high priest tearing his robe, is signed as the trial before Annas. And the other one, which is depicted as the first of the trials, bears the title Trial Before Caiaphas. The second one is the depiction of the trial before King Herod, depicted only in the Gospel according to Luke, a composition which visually emulates the conventional iconography of the second trial before the high priest and the one before Pilate, contrary to the dramatic atmosphere of the first trial visualized through the enhanced motion of the characters as well as the accentuated volume of the architectural scenery. The third one is the scene in which the Roman governor sends Jesus away to the Jews, inspired by the Gospel according to John, a spectacle exclusive for the Byzantine iconography, much more prominent in the Western painting and well known under the title Exe Homo. In some fresco arrangements from the first half of the 14th century, due to the specific program conception, the 3 trials have been reduced to 2 compositions, one showing both Jewish high priests and the other displaying the trial before Pilate, as it is the case in the church of St. Nicetas at the village of Banyani. Situated on the limited surface above the north side of the southwest pillar, the 2 compositions have been reduced to their basic painterly components. The first one is quite demolished, but the scene visualizing the trial before Pilate clearly displays the illustrative elements inspired by the verses from the Gospel according to Matthew, with the depiction of the Roman governor who washes his hands as a gesture of pleading innocence
in all the future events related to Jesus' destiny. The same literary source has been an inspiration for the illustration of the trials in the fresco arrangement of the church dedicated to St. George at Poloszko, an ensemble well known for its inventively articulated and highly unconventional iconographic spectacles. In Poloszko, the depiction of the trials has been also conceived in two scenes, yet its conception is much more elaborated in comparison to those in St. Nicetas and Baniani. Namely, Christ has been brought to Annas and Caiaphas in a neatly arranged composition in which Annas is seated on the bench, while Caiaphas stands and tears his robes with a dramatic gesture of repulsion. The two high priests, Jesus and the soldier, are the main protagonists of this scene, and therefore their figures are located in the front prospect of the vista. In the second plan of the view, however, a real drama is going on with Peter the Apostle and his struggle to convince everybody that he is not one of Jesus's disciples. Both compositions are framed with a mutual arch that serves as an architectural scenery connecting the trials executed by the Jews with the inquisition of the Roman soldiers about the followers of the rebellious rabbi. The trial before Pilate, on the other hand, displays a highly inventive iconographic conception which unites three different episodes described in the Gospel according to Matthew. The Roman governor washing his hands as an expression of his innocence in the legal matter of Jesus's actions, his wife telling her dream of Jesus's innocence and dispatching the servant to her husband, and Pilate receiving his wife's message. All three consecutive events are skillfully interconnected through the flow of painterly components, which starts with the image of Pilate's wife, continues with the double representation of the servant who receives and delivers the message, and ends with the Roman governor who professes his guiltiness to Jesus. His royal attire, the neat depiction of the furniture in Pilate's courtroom, the dramatic gesture of Jesus who approaches his throne, as well as the representative edifice decorated with architectural ornaments in the second plan of the scenes, are the visual elements that add additional dynamic charge to the strained atmosphere of the composition. At the end of the 14th century, a very elaborated iconography of the trials has been included in the arrangement of the Passion Cycle in the painted decoration of the Church of St. Demetrius at Marcus Monastery. Comprised of 8 compositions, illustrated as a visual story inspired by the verses found in the Gospel according to John, the trial saga from King Marcos' temple acts as a mini-cycle dedicated to the suffering of Jesus in the course of the juridical stage of his earthly mission. In accordance with the basic mise-en-scene of the depicted spectacles in the painting of Marcus Monastery, the trials before the high priests are composed with a minimum of iconographic elements. The trial before the Roman governor, however, is divided into 6 dynamic episodes, spatially situated above the images of the Virgin and the dead Christ from the Lamentation, or in this variant, better to say from the composition, most properly entitled Man of Sorrows. Pilate's conversation with the Jews, Pilate's conversation with Jesus, second Pilate's conversation with Jesus, the scene named Judge him according to your law. Jesus and Pilate at the place called Gabbatha, the flagellation, and Pilate washing his hands are the constituents of this carefully articulated iconographic arrangement, which accentuates the trial and the Roman governor as the most decisive for the future fate of the problematic rabbi. However, the chronologically arranged actions of Pilate related to his juridical engagement with Jesus' public activity are preceded by the trials before the high priests, Caiaphas and Annas, as the constitutive episodes of the process depicting the legal procedure of the case. Visualizing the refined theological motion of the Gospel according to John, which points to the death sentence involuntarily passed to Jesus by the Roman governor, apparently extorted by the Jewish high priests, the trials depicted in Marcos Monastery are the most representative example of how well familiar the painters have been
with a theologically subtle and critically profound evangelical testimony. The occupation of a judge, a barrister, a lawyer, or a jurist is definitely not a relaxing one. It requires investigation, preparing legal documentation, interpretation of laws and regulations, presiding over hearings, determination if the information supports the charge, claim, or dispute, analyzing the facts and conclusions, making decisions, giving legal instructions, etc., etc. All these components should lead to the ultimate goal of the legal system, which is the administration of justice. Whether all of these principles have or have not been applied during the trials of Jesus, we are in no position to tell. Judging from the information given by the Gospels, we are more inclined to doubt the fairness of Annas and Caiaphas' tribunal, as well as Pilate's court, although, according to John the Evangelist, the latter has at least investigated the case. Far from being a religious person, I would like to quote a sentence of Jesus, played by William Dafoe, in the highly controversial motion picture, The Last Temptation of Christ, who before the start of the trials says, "If I was a woodcutter, I'd cut. If I was a fire, I'd burn. But I'm a heart and I love. That's the only thing I can do and will suffer for it. And that to me is the ultimate personal justice, no doubt about it." Thank you very much. Немаш антисемитизам, ако некој така го разбира, тоа не ми беше принципа. Но мислам дека барем овие сами што ги избрав, особено Марк Манастир, влегуваат длабоко во Евангелијата и бараат одговори на некои прашања на кои што не се должни да бараат одговори, бидејќи во овој период прескопистите се третирани како занимачи. Не е нивна работа да анализираат, процедираат, но само да разговаруваат. Вика гледам и во Старонаговичино, и во Марков Манастир, дека они покрај нивната основна функција размислувале, елаборирале, артикулирале нешто што некој го забележал, некој не го забележал, но тоа е таму и останува за помошните генерации. Значи, со тоа ги завршивме презентациите. И предпоставувам дека Ирена може да ме коригира, не знам што колку време имаме, но предпоставувам дека имаме доволно време. Значи, јас би предложила да направите избор. Помеѓу две работи. Зависи што почнете да се. Ние имаме овде припремено, јас и Ирена, презентација на зборникот од минатата година што вие предпоставувам сите го добивте. Значи, тоа е зборникот од конференцијата On the Cross Path of Cultural Ideas, што јас, Ирена и Јована минатата година направивме, се однесуваше на заштитата на културното наследство, неговиот менеджмент, и беше доста успешна и овде имаме еден зборник како прилог за тоа. И пошто професорот Виктор Ленучич Адамсон, не, ништо. Он имаше спремна една презентација за вчера. Не, добро, нема проблем, можеме и попладне да го направиме тоа. Јас го замолив да... Добро, значи нема право на избор, така? Па така, според Хенри Госмин, нема право на избор, значи ќе продолжиме. Јас останувам абсолютно месел, ќе продолжим, ќе замолам Ирена да дојде. И не е многу долга презентацијата, мислам дека заслужува... Кај сакаш? Мислам, можеш ти таму, јас овде... Ова се разбира одим, мислам, оди сте како што треба, но немаме PowerPoint, нема потреба. Не, нема. Океј, со Сейтан. Може Ирена вака како поубава и како плавуша таму да расте 57. Доста ми е згодно. Може и двете да разбори. Како? Може и двете да разбори. Не, добро, ама нема потреба. Добро. Мислам, зборникот ко... Со цвикери тешко да ги наредиш убаво.
Па, вие не учествувате на конференцијата за тоа. Значи го добија тие што учествува на конференцијата. Ако имаме некој зборник што е тук, Вие рековте дека сите, кога ние рековте. јас се извинувам за граматичката грешка што ја направив, ќе го добиете и вие полуцно. Добро, значи мојот избор беше промоција на зборникот. Во периодот почитување, значи сите вие што учествувате и не учествувате и така натаму и сите останати. Во периодот од 24 до 26 септември, се сеќавате, 2019 година, во времето на нормалното живење, Филозофскиот факултет во партнерство со Националната галерија на Република Македонија организираше меѓународна конференција во Охрид со наслов на крстосницата на културните идеи Македонија, Балкан и Југоисточна Европа, наследство, менеджмент, ресурси. Посветена на грижата за заштитата и управувањето со културното наследство на регионот. Во рамките на програмата учествуваа професори и експерти за заштита и менеджмент на културното наследство 9 европски земји: Македонија, Србија, Словенија, Бугарија, Франција, Шпанија, Австрија, Германија и Израел, представувајќи ги најновите истражувачки резултати од сферата на заштитата на археолошките локалитети, сакралните споменици, споменичните комплекси, музејските поставки и така натаму. Истовремено промовирајќи ги новите принципи, методологии и технологии за презервација и менеджирање на различните компоненти на историското, археолошкото, уметничкото и литературното. При тоа, од Филозофскиот факултет учествуваа професори од институтите за историја на уметноста и археологија, историја и класични студии, со своји реферати посветени на сегашната состојба на монументите и археолошките локалитети за чување на македонската територија и влијанието на таа состојба врз понатамошното проучување на нивните материјални и естетски односи. Учество на конференцијата зедоа и помлади колеги, репрезенти на музејски и галериски институции, на научни институти и приватни високообразовни сектори со експликација на собствените искуства во проучувањето на културната оставина од различни периоди од разновидни тематски хоризонти. Меѓу нив овде ги гледам магистар Мишко Турковски, кој што представуваше себе си. Но беше репрезент на Националната установа Столби, магистара на Краковска, која што беше репрезент заедно со уште една или две колешки на Националната галерија на Република. Представниците на институциите од споменатите европски земји окажаа на тамошните проблеми поврзани со истражувањето, заштитата и управувањето со културните ресурси и ги разменија своите идеи за идните потпати кои би овозможиле заштитано, соодветно третирано и самоодржливо, на што ја особено инсистирам културно наследство. Голем дел од учесниците на конференцијата ги приложија своите трудови, од кои моја маленкост и професорката Елена Белова-Висевска го приредив нови зборник, како мементо на еден настан опуштен во атмосферата, пријатен по активностите, но продуктивен по реализираните сесии, посветени на културните идентитети, галериското работење, археолошките проблеми и дилеми, заштитата и менеджирањето на она што обележи на Македонија, на Балканскиот регион и пошироко на европскиот континент. Сега овде морам да кажам нешто што на страниците на зборникот нема да го најдете, на негово инсистирање, меѓутоа целата техничка облицовка на зборникот, онako како што е, бидејќи го правевме во многу лоши услови, на брзина и како што обично бива со балканизацијата. Го направи професорот Саракински Воислав од Институтот за историја, но не сакаше неговото име да биде покрај нашето, бидејќи не сметаше дека треба да се најде покрај вакви величини. Зборникот насловен On the Cross Path of Cultural Ideas, Macedonia, the Balkans, Southeast Europe Heritage Management Resources, collection of papers from the International Conference held in Ohrid in September 2019, содржи 17 научни прилози, т.е. трудови, презентирани на споменатата конференција и форматирани во вид на истражувачки текстови во кои се обрнува академско внимание на проблемите и прашањата кои не засегаат сите нас. Дали правиме доволно секој за своето културно наследство? Дали можеме да ги примениме прекуграничните идеи на она што како културна оставина го дефинира нашиот национален, цивилизацијски или современ граѓански идентитет, кому како му одговара? Колку се вложува во археолошките откритија и како се третираат локалитетите кои некогаш представувале приоритет на целата културна земја? Зошто сакралните споменици се оставени на милоста на донаторите, а не на грижата на институционалните авторитети? Зошто истражувањата во континуитет одат напред, а заштитата стои во некое неодредено место и многу други слични прашања? Одлука за особено значење
јавна, но прилично критичка форма, се однесува на заштитата како потреба, менаџирањето како задача и ресурсите како не. Првиот збор од трудникот Ова заради учесниците и учесничките беше. Да, заради излегувањето и излегувањето, јас се извинувам. Не знам дали беше лапсус лингва или лапсус менти, како и да е. Добро. Значи, првиот труд од зборникот е авторизиран од професорите Тони Филиповски и Михајло Поповиќ на конференцијата презентирана од Тони Филиповски, носи наслов Antique and Medieval Cultural Heritage in Macedonia during the World War I, based on German and Austrian archival evidence, и се обидува да ги евидентира културните локации, цркви, манастири, археолошки остатоци на територијата на така наречениот Солунски или Македонски фронт. При тоа, авторите споменуваат неколку цркви од 19 век во околината на Битола, Свети Христофор, Свети Никола и така натаму, кои биле оштетени во текот на битките, како и фактот за откривањето на базиликата во Паликура од страна на германската армија во 1916 година, со што фрлаат светлина и на, условно кажано, позитивната страна на Првата светска војна, тоест на ангажманот на некои индивидуи одговорни за откривањето на делови од културното наследство на современа Македонија. Иако споменатите цркви не се валоризирани, нити категоризирани од страна на националните или регионалните институции кои се грижат за културното наследство, трудот ги споменува како локации на кои претходно се обавувала религиозна служба, прекинати поради нивното демолирање во текот на војните активности. Даниела Тошева, професор на Меѓународниот славјански универзитет во Свети Николе, има мощни, интересен и значаен прилог во зборникот насловен The Ethnic Diversity in Timerian's Journey. Како еминентен класичар, авторката ја анализира содржината на византискиот сатиричен состав наречен Тимарион, според главниот лик во приказната и неговото патување на една мощна значајна релација во средновековната епоха, која започнувала во Константинопол, а преку Солун водела до Адот. При тоа, во текстот се споменуваат и многу топоними од околината на Солунската метропола и на подрачјето на Древна Македонија, а од особено значење се етничките референции дадени на луѓето кои присуствуваат на големиот Солунски панаѓур. Имено, трудот на Даниела Тошева ја истражува токму референтноста на етничките квалификативи спомнати во сатиричната сторија и нивната валидност во реалниот како и во подземниот свет. Методолошки одлично структуриран, трудот посветен на патешествието на Тимарион е всушност слика за социјалната дегенерација на византискиот свет, чии антички корени очигледно и неминовно се распаѓаат кон крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век. Маја Чакуловска Михајловска, историчар на уметност и куратор во Националната галерија на Република Македонија, на минатогодинешната конференција, како и со содржината на зборникот, ни ја представи улогата и функцијата на својата матична институција во трудот со наслов The National Gallery as a Cultural Hub. При тоа, таа не запознава со историјатот, тоа е со процесот на формирањето на Националната галерија како културна институција во 1948 година, со незините програмски цели дефинирани во културните политики на 50-тите години на минатиот век, со незиното осовременување и модерните цели и задачи, како и со просторните капацитети на оваа институција која во текот на своето работење организирала огромен број на самостојни и групни изложби на домашни и странски ликовни уметници, а поседува и вредна постојана поставка со исклучително естетско значење. Исто така, Маја Чакуловска во текстот дава и прецизни информации за ликовниот фонд на Националната галерија и за начините на незиното работење во домените на изложбените и заштитните активности. Една од гостинките на минатогодишната конференција, Јасна Јованов од Сремска Каменица, на зборникот приложи свој труд посветен на 3 символистички уметници од колекцијата на Националната галерија, со што се надоврзува на трудот на Маја Чанкуловска и на нејзината констатација за вредните ликовни артефакти кои се чуваат во оваа културна институција. Во трудот 3 Symbolist Painters in the Skopje National Gallery Collection, Јасна Јованов ги извојува Марко Мурат, Стефан Алексич и Леон Коен, ликовни авторитети и пионери на артистичниот символизам од периодот на 19 во 20 век. Во својот труд за секој од нив, Јасна Јованов дава основни податоци, но акцентот на незиното истражување се 4 дела на овие символистички великани од територијата на некогашна Југословенска федерација, во кои се гледа влијанието на Михенската школа врз нивната авторска формација. Тоа се делата внатрешноста на црквата посветена на Свети Василий во Дубровник на Марко Мурат, сегединскиот гостилничар и автопортретот на Стефан Алексич, како и жена која се моли на Леон Коен.
Анализирајќи ги овие платна на тројцата пионери на балканскиот романтичен символизам, Јасна Јованов ни ја пренесува церемонијалната, ритуалистичка, празнична и сатирична меланхолична атмосфера на југословенската ликовна сцена од крајот на 19-тиот и почетоците на 20-тото столетие. Още репрезентативни гостинки на минатогодишната конференција дојдоа од Нови Сад и направи одлична презентација за начинот на кој се менажираат галеријата на Матица Српска со своји собствени сили, а најново со своите исклучително инвентивни идеи. Нjeните имиња се Дијана Палковљевич, бугарски, Даниела Королија Црквењаков, а насловот на нивниот труд во зборникот гласи Strategic Planning and Building Audience at the Gallery of Матица Српска from Нови Сад. Со голем ентузијазам и со вонземска посветеност, двете кураторки во својот текст објаснуваат како успеале својата институција, почнувајќи од 2004 година, да ја трансформираат од конвенционален галериски простор во активна културна структура и да го зголемат не само бројот, туку и квалитетот на активностите, како и да ја мотивираат публиката од различни општествени слоеви и од различни старосни групи да учествува во разновидните ликовни активности. При тоа тие го презентираат стратешкиот план за осовременување на самата институција и на нејзините одделенија, што резултирало со многобројни едукативни, оперативни, изложбени и останати постигнати. Професорот Кирил Пенушлиски од Европа прима меѓународниот универзитет во зборникот, како и на конференцијата, се представува со труд кој ги сумира и синтетизира културните прилики на Македонија како дел од некогашната Југословенска федерација во сферата на ликовното делување, представување и приписување. Во трудот именуван Yugoslav Cultural Policy in Macedonia, the expression of the Macedonian national identity 1941-1991, Пенушлиски брилјантно објаснува зошто се случувало тоа што се случувало во уметничките кругови на македонската ликовна сцена, која креирала естетската димензија, на што се должат успесите или неуспесите на македонските ликовни уметници и слично. Сепак, центот во трудот на Кирил Пенушлиски е ставен на определени репрезентативни примери на ликовни дела, главно амбиентални, со кој е изграден идентитетскиот карактер на македонското творештво во матрицата на идеолошкото изразување диктирано од југословенските центри на моќ. Меѓу делата, посебно место во трудот на Пенушлиски заземаат иконичниот, ама стварно иконичниот Македониум и мермерниот скршен синџир на Јордан Грабуловски во Крушево, бронзената фигура на Гоце Делчев, авторизирана од Љубомир Талчев во Скопје и други. Building socialist art together, cultural exchanges between Romania, Yugoslavia and Bulgaria in the aftermath of World War II на Ирина Карабас од Националниот уметнички универзитет во Букурешт представува прилог кон анализата на еден период кој за многу умина значи епоха на величање на комунистичките идеи во медиумот на визуелните уметности, особено на тромеѓето на трите споменати држави. Се разбира од овој аспект, професорката Карабас поаѓа од политичките и идеолошките платформи на социјалистичките држави во раните 50 години на 20 век и експлицира потребата од прекограничната соработка по пат на организирање изложби на уметниците на билатерално или тријатерално ниво. При тоа ги истакнува имињата кои во тоа време ги изградиле фундаментите на социјалната уметност, проникната со херојскиот дух на постојната доба, која ги славела народните избраници, го истакнувала работничкиот карактер на времето, искицирала познатите и препознатливи локации ситуирани на морските ривиери, ги портретирала пресаделските ликови и слично. Transdisciplinarity and transmediality as a possible model of protecting the moving cultural heritage, cultural policy, digitalization, contemporary art е труд на магистер Ана Франговска, сениор куратор во Националната галерија на Република Македонија и предавач на Институтот за историја на уметностите на Филозофскиот факултет, одговорна за предметот современа уметност во Македонија. Авангардна во приодот кон истражувањето на културното наследство во современиот период, инвентивна по третманот на аналитичките категории и инспиративна по идејните решенија за ребрендирање на поимите и процесите во македонското современо творештво, Ана Франговска, чао Анчи, ја представува светлата точка во темните културни коридори на последната декада, исто како што и нејзиниот труд во овој зборник е еден од хајлајтисите на неговата авторска содржина. Се работи за текст кој упатува на еден сеопфатен, интердисциплинарен и слободно може да се каже авангарден пристап кон заштита на културното наследство, поточно музеиските, односно галериските артефакти, а кој почива на холистички премиси, со други зборови период кој не може да биде независен, тоест индивидуален, туку треба системски да ги земе во предвид сите структурални елементи, како што се културните политики, стратешките ориентири,
примената на дигитализираните технолошки инвенции, конзерваторските принципи, процесите на менеджирање и така натаму. Особена доблест на трудот на Ана Франковска представува експозицијата трансдисциплинарноста и трансмедијалноста како поими, постапки и процеси без кои не може да се замисли современо управување со културните ресурси на ниво на музејските и галерски институции, но и пошироко. С оглед на тоа што редосledот на трудовите во зборникот соодветствува со аранжманот на сесиите во кои тие беа представени во рамките на 5 сесии на минатогодишната конференција посветена на истражувањето, заштитата и менаџирањето на културното наследство. Следниот прилог во зборникот му припаѓа на балганскиот Хауард Картер, со срце на вистински Индиана Джонс, професорот Виктор Лилчич. Archaeological topography of the old towns and fortresses around Lake Ohrid е насловот на трудот во кој Виктор Адамс создава академска панорама на археолошкиот пейзаж во Охридскиот регион преку мапата на древните градови и крепости кои во антиката и во византиската епоха го сочинувале урбаниот хоризонт на овој дел од македонската територија. Акрибично и педантно, Виктор Адамс не само што исцртува картографски приказ на урбаните изохипси на регионот околу Охридското езеро, туку го илуминира својот текст со богат материјал од вредни илустративни прикази во вид на мапи, фотографии, цртежи и слично, која надополнува живописната слика на археолошки локалитети, убицирани и лоцирани во текот на неговите долгодеценијски рекогносцирања, мерења, истражувања и археолошки патувања. Професорката Ирена Тодора Бесерска, една од организаторките на минатогодишната конференција, во зборникот го приложи својот труд насловен Reconstructing or Deconstructing the Space in Time, the case of Skopje Fortress. Иако сите се сеќаваме на големата кампања за истражување на Скопското кале, инициирана од Управата за заштита на културното наследство и нејзиниот тогашен директор, господинот Паско Кузман во периодот меѓу 2006-2010 година, како еден од најзначајните потфати во современата археолошка наука и практика, се чини дека приказната за систематската теренска анализа на Скопската тврдина со стратиграфски распон од антиката до отоманскиот период не ја доби завршницата која очекувавме и покрај сериозниот стратешки период и ангажманот на македонските археолошки авторитети и нивните работници. Паѓајќи од значењето на сето она што се откри при истражувањето на Скопското кале, особено богатството на движниот материјал, како и на архитектонските структури, Ирена Бесерска во својот прилог го таргетира клучното прашање. Каква е состојбата на овој локалитет сега? Кои се причините за тоа? И каква археолошка и општествена иднина има Скопската тврдина, која во текот на историја, особено во средниот век, стражарела над метрополата со богатата констелација на историско-политички и културни компоненти. Професорот Антонио Јакимовски, на задоволство на сите присутни на минатогодишната конференција, ги представи своите истражувања на античкиот театар во Скупи, кои во една мощна прегледна форма се синтетизирани во неговиот труд во зборникот насловен Project Ancient Theatre Скупи 2013-2017. При тоа, колегата Јакимовски упатува на хронолошките фази во истражувањето на овој значаен објект со мощна важна социјална улога во рамките на античкиот град и на активностите кои се однесуваат на неговото проучување, заштитните активности, на конзерваторските постапки, на реставрацијата и реконструкцијата на овој најголем антички театарски објект со јавна функција на територијата на Република Македонија. Исто така, Антонио Јакимовски во својот труд ја дефинира и структурата на театарот како архитектонска целина и укажува на неговото живење и функција во античката епоха се до крајот на 4 век. Се работи повторно за моćен и значаен проект насочен кон систематско истражување на една од најзначајните јавни објекти од древната епоха на нашето подречје, кој иако можеше да добие и активна современа функција со атрактивни активности, остана во категоријата археолошки подвизи, исто како и музејските објекти на Скопското кале. Наполно подготвени за отварање, остана затворени до ден денес. За разлика од претходно споменатите трудови во кои авторите ги експлицираат резултатите од сопствените теренски ангажмани и истражување на определени археолошки локалитети во Македонија, професорката Татјана Филиповска во текстот Macedonian Cultural Heritage as a part of the world's treasure towards the improvement of its management
укажува на богатството на ризницата на културната оставнина во границите на нашата држава, во која покрај археолошките локалитети, значајно место заземаат средновековните сакрални монументи, меѓу кои ги издвојува црквата Света Софија во Охрид, катедралниот храм на архиепископијата од 11 век, црквата Свети Пантелемон во Горно Нерези и црквата Свети Ѓорги во Курбиново од 12-тото столетие, како и црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид од крајот на 13-тиот век. Укажувајќи на нивните архитектонски и ликовни квалитети, Татјана Филиповска ги спомнува и заштитните мерки кои со помош на меѓународните институции и организации биле имплементирани на овие значајни споменици во текот на 20-тиот век. Во трудот On the Crosspath from Курбиново to Полошко. On the path. On the Crosspath беше да. Тоа ни е хайлайтот на цела конференција, затоа и да се иде. Значи, on the path from Курбиново to Полошко, the picturesque Macedonian gem and its history destiny, Елизавета Димитрова ги издвојува средновековните сакрални монументи на кои им се потребни ургентни заштитни интервенции поради оштетување, запоставеност или деструкција на нивната архитектонска структура или на нивниот ликовен аранжман. При тоа, авторката укажува што би изгубила историјата доколку не се превземат конзерваторски активности за заштита и санација на живописот во Свети Ѓорги во Курбиново, Света Богородица Перивлепта во Охрид, Свети Ѓорги во Старо Нагоричино, Свети Никита во Бањани и Свети Ѓорги во Полошко. Ремек дела на византиското сликарство на македонската територија, кои покрај огромното значење не ја добиваат институционалната поддршка која по дефиниција им припаѓа. Во дискурсот за важноста на фреско-ансамблите во наведените споменици, Елизавета Димитрова укажува на хоризонтот на ликовните жанр мотиви, кои како ретка категорија во средновековното сликарство најасно упатуваат моментничката слобода на авторите и на нивната творечка инвенција. Еден од најдобрите познавачи и активен наблюдувач на заштитните процеси во нашата држава во последните 2 децении, доктор Панче Велков, председател на Сдруженијето Македонида, кој се бави со заштита на спомениците и едукација во својот труд, насловен Management of Change of Heritage Sites in Macedonia. 2 examples of conservation of sacred sites in the city of Skopje and in the region of Преспа. Укажува на неопходноста од промена на ставовите и приодот кон управувањето со културното наследство, особено она од нулта категорија, како што се Мустафа Пашината џамија во Скопје и црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Со оглед на тоа што Панче Велков бил вклучен во проектите за планирање и имплементација на активностите поврзани со заштитата на овие 2 споменика, а поаѓајќи од своето меѓународно искуство, како и од европската едукација, тој упатува на меѓународните конвенции кои мора да се почитуваат при елаборирањето на потребите од заштитните активности, како и од естетските премиси карактеристични за периодот од кој потекнуваат монументите кои се предмет на конзерваторски третман. Во таа смисла Панче Велков со право упатува на грешките и произволностите во конзервацијата на Мустафа Пашината џамија и на недоследностите во претходните конзерваторски потфати во Курбиновскиот храм. Гостинот од Франција, Ерве де Коменсил, во својот труд насловен Highlighting the Value of Architectural Heritage, the Example of St. George at Курбиново, ни одржува лекција, тоест мастер-клас, како треба да ги вредуваме архитектонските и амбиенталните квалитети на Курбиновската црква, што се очекува од европските експерти да се направи со таков елитен споменик, како тоа треба да се оствари и како би требало да изгледа еден систематски потфат за заштита на средновековен храм со високо валоризирана естетска димензија. Со оглед на тоа што господинот де Коменсил ја има посетено Македонија повеќе пати, може добро е запознаен со проблемите што се однесуваат на заштитата на Курбиновскиот храм, а беше еден од главните говорници на семинарот организиран од доктор Панче Велков, а реализиран од Управата за заштита на културното наследство во 2018 година, на кој беа изнесени сите конструктивни идеи околу конзервацијата на црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Тој во својот труд презентира виртуелна слика како треба во исклучително значаен средновековен споменик да изгледа на крајот од заштитниот процес. За жал, тој процес не е ни почнат. А како ќе заврши, се изгледа ќе сведочат некои други генерации. Мишко Тутковски и Јана Алексова, двајца млади истражувачи, во зборникот приложија мощен храбар и ангажиран труд кој носи и соодветен наслов How to Protect the Archaeological Heritage from Heritage Authorities Towards a Holistic Approach in the Protection and Management of the Archaeological Heritage in the Republic of Macedonia. Ова северна ти го избришав, да знаеш.
Мишко Тутковски е кандидат доктор по археолошки науки и член на младата археолошка екипа во Националната институција СТОБИ. Јана Алексова од Оделенијето за меѓународна соработка во Управата за заштита на културното наследство во својот текст го констатираат сегашниот актуелен статус на правната и на институционалната рамка за заштита на археолошкото наследство. Ја детектираат ситуацијата во која се наоѓаат археолошките локалитети на кои во периодот од 2007 до 2017 година се вршени систематски археолошки ископувања и укажуваат на недоследностите, да употребиме љубезен збор, кои притоа останале како потсетник за лошото функционирање на инволвираните институционални авторитети. Оттука Мишко Тутковски и Јана Алексова ги таргетираат неопходните постапки, активности и процеси кои во согласно со меѓународните конвенции би требало да овозможат подобро функционирање на системот за заштита и управување со археолошкото наследство, тоест апелираат кон севкупност на планирани, осмислени и самоодржливи начини на менеджмент на археолошките локалитети, за кои се надеваме нешто ќе биде преземено додека нашата генерација се уште жива. Последниот труд во зборникот од минатогодишната конференција носи наслов Information System DAGIS 4.0, a software for the museum in the Republic of Macedonia. И е авторизиран од Тошо Спиридонов и Свилен Стојанов од Националниот истражувачки клуб на УНЕСКО од Софија, Република Бугарија. Тоа е всушност една од компонентите на планираниот и договорен проект со подпишан меморандум помеѓу Филозофскиот факултет, Националниот истражувачки клуб од на УНЕСКО од Софија и Националната институција СТОБИ во времето кога магистар Мишко Тутковски беше директор. За заедничка да го сменат за тоа што не сакаше да извади партиска книжка, фуснота. Долинотет. За заедничка дигитална презентација на археолошкото наследство од Македонија и Бугарија на европските изложби во 2021-2022 година. Се разбира, корона катастрофата успеа и овој проект да го поремети, така што активностите кои веќе програмски ги договоривме ќе треба да почекаат некои подобри времиња и посрекни, но во трудот со насловот кој веќе го споменавме се објаснуваат техничките компоненти на софтверот кој ќе ги организира визуелните и останатите податоци за заедничка платформа за репрезентативно представување на локалитетите и нивните највредни артефакти. Така археологот Тошо Спиридонов и информатичкиот инженер Свилен Стојанов на најпрактичен начин ја експлицираат функционалната компонента на информатичкиот DAGIS, Систем 4.0, како мултиструктурна датабаза која ќе може да се користи за повеќе различни намени, а би дала јасна слика за картографските, историските, социокултурните и практичните компоненти на внесените податоци. Се разбира, сите учесници на конференцијата, на крстосницата на културните идеи Македонија, Балканот, Југоисточна Европа, наследство, менеджмент, ресурси, посветена на грижата за заштита и управување со културното наследство, не успеа да ги приложат своите трудови поради многобројните теренски, научни и едукативни обврски. Но тие кои ги испратија своите прилози создадоа една вредна збирка на текстови која се однесува на археолошкото, историското, книжевното и ликовното наследство од антиката се до рецентните години. Со изнесените искуства во справувањето со процесите на истражувањето и заштитата, со идеите за подобрување на управувањето со културната оставнина, со критиката кон индолентноста на институционалните авторитети, со предлозите за понатамошно складирање на податоци и фотодокументација, како и со упатниците кон ургентните проблеми на културните вредности во нашата држава и насоките за меѓународното инволвирање на веќе потврдени експерти за заштитата и менеджментот, овој зборник ја оствари својата цел. Да биде сведок на актуелните состојби и да понуди решенија за нивно надминување. Тоа е нашиот прилог кон подобра иднина за наследството. Зборникот сме ние. Што ќе направат тие, допрва ќе видим. Курбиново е се уште во кома, но не поради короната. Неговата болест е многу пострашна од вирусните инфекции. Но за жал нема медицински назив, освен ако не се сложиме дека на политичките и институционалните лидери не име баш гајле и сосема се одвајте. И благодарам. Ова е програмата на предходни